Колбе, кажете ни што представува овој празник за православните верници? Па денеска се закружуваат лозијата, нели? И човекот си спомнува за тој дар Бог што му го даде, какво креативно битие може да биде од еден обичен природен производ, да направи нешто толку делотворно како што е виното и лековито, од друга страна и срцето го весели. Посебно за нас виното е важно затоа што Христос на тајната вечера лозовиот плод го принесе во замена за својата крв, за да можат луѓето да се осветат и да се обожат буквално себе, него да го примат во себе си. Ние се спомнуваме и за жртвата на Свети Трифун, маченикот, кој што му беше наложено да се откаже од тоа откровение дека единствено Христос е Бог. Тој не сакаше и заради тоа претрпе страдање и смрт. Го почитуваме и по неговите молитви Бог нека даде многу родна година со благопријатна клима за сите да имаат радост во своите домови преку виното.